Поштовано публико, добродојавте се во најновите кржвести. Кржвести, епизода 8. Кржвести, што некој ги мести. Кој ги мести? Знаете кој ги мести? Ајде. Мафијата, да. Па денеска се е мафија. Остаја ова кинематографија. А сега, кржвест број 1 на денот. Се степале 20 хирурзи во операциона сала во Штипската болница. Уште еднаш. Се степале 20 хирурзи во операциона сала во Штипската болница. Чекај бе, ти си од Штип. Има болница во Штип, а? Сварно? Хајде зајавај. Види го. Во болница во операциона сала се степале стерилна. Стерилна операциона сала. Бре. Се маскале онака. Господи Боже. Веројатно, како продолжеток на оваа вест, треба да следи дека ги развил пациентот на кој требало да му се извади слепо црево. Замисли, овие 20 требало да му извадат слепо црево. И он станал. Човекот одмака, немај каде. Станал и ги одвоил. А замисли, човеков да станал, да ги двои, да требало да му оперираат нешто, рака, нога. Како ќе станал бе тој? Кој ги гадва, а? Господи Боже, Господи. Кога стана за да ги двои, при тоа се прекрстил неколку пати. Идеме, еден. 3 пати. Се прекрстил неколку пати, вели. Прво за да успее за да ги развои ненормалниве, после за да успее за да ја преживее операцијата. А трето, не дај Боже да го отворат, па се затепат уште еднаш, ќе нема кој да го затвори, бе. Замисли, го отварате таму и нема кој да го затвори. Затоа што во тоа време штипскиот Кондураджија, познатиот Ване, спие, пошто е единствено градот кој може да го затвори. А не па ако ти направиле швајка на стомакот, па после тоа се фатиле кој ММА борци, кој ќе те закрпит, море. Само не е јасно зашто се затепале овие двајца вравни штипски хирурзи. Дали се затепале кој да му земе мито на пациентов, или веќе му зеле мито, па се затепале кој да земе повеќе од митото. Мито зима докторе? Стварно? Каде бе? Кога? Кај нас зимаат мито докторе? Ме дупиш. Сериозно? Ај мајката, бе, не убаво тоа бе. Ај мајката. Некој велат дека е во прашање невозвратена љубов. Не бе. Одма мислите дека овие двајца се двоцевки. Не се двоцевки бе. Едноцевки се. Ама се заљубиле во медицинската сестра, таа што им била инструментарката на операцијата. Така првиот ти рекол, ајде злато, доде ми го скалпило за да го стецнам уштеријава, а вториот ти рекол, ајде љубави, доде ми го мене да му го стецнам. И ова се збунила, на кого да му даде, нели? Не на тоа, бе, не тоа да му даде, бе. Кај ти е паметот, бе. Се мисли на скалпелот, нели? А пошто скалпелот е многу остра работа, решил и на 20-та да не им даде. И овие, разочарани затоа што ќе им пропадне и љубовта и митото, се залупале на сред операција. Тоа било работата, бе. Ја да ви кажам. Ненормални. Па знаат ли колку е тоа нехигиенски, бе? Прљаво, бе. Штип и се е можно. И после ни бегале пациентите од болница. Прегазени. Со воспалено слепо црево. Убајни, ти лежиш под анестезија, не можеш ни со јазик да мрднеш, бате, не може да мрднеш ни со јазик. А фрчат тоа боксовите со гумени ракајци. Па затоа ја не завршив медицина, бе. Паметна работа, сега гледам нека колку паметна работа всушност ја сум направил. Затоа си терам тука глума стендапова. Глупости. Па зашто? Ќе ме прашат зашто? Па ете зашто? Не за митове, смотан еден е. Кој митове? Јас ли митове? Почесен човек нема бе од мене бе, човече. Онда политичар можам тука да бидам бе. Што ти е тебе бе? Глупси као крштевски точак бе. За сестрата бе. Кај давам ја мене сестра да ми даде, па после да дава и на други таму неки си доктори. Абе, кај го има тоа бе? Или си со мене, или си со никој бе. Абе, па ја еднаш во Штип фатив тровање штипска пастрамалија која јадев. Да, бе. И кога се сетам, и после тоа автобусот кога се враќав на Скопје, се утебав од повраќање, бе. Завршив во брза помош во Скопје, во Штипска пастрамалија. Господи. Кржвест број 2 на денот. Децава по светот отидоа у курац. Пак се пишале курац, бе. Срамота, бе. Што се смееш, бе?
Зашто прашувате? Па со тие предизвиците на TikTok, бе. На TikTok. Сиба пиперот. Како овци. Една оди, 100 води. Знаеш како викаат онаа? Што ќе направи некоја будала во Америка таму, овие нашиве одма имитираат. Абе, види дали е тоа нормално. Дали ќе си скршиш глава или ќе погинеш, па после глупире се. Ама какви родители, такви деца. Тоа ти е. Сега најнов предизвик им било да испијат купче парацетамоли. Пред да почнам да ви ги објаснувам и да терам за ебанција, да ви кажам, не го правите тоа. Прво, ако испиете повеќе од едно опче, и тоа без лекарска потврда, се добиваат страшни последици. А може и да се умре. Рака, парацетамоли. Не. Парацетамолот предизвикува крварење, хипотермија и пак велам може и да се умре. Да бидете мртви, капут. Вечна ја памија, вечна ја памија. Крај, енде. Значи не го правите ова, не е за ебанција. Еве, јас ќе ви предложам добри предизвици. Ако начекате некаде питбул на улица или во некој двор, земете со топломер. Абе, знаеш како се мери температура на куче намачена, а? Знаеш? Слушај, ќе земете топломер, да му измерите температура на кутрето, бе. Па барем ќе направите добро дело. Со топломерот угас. Цак, ети ти добар предизвик. Шо ке ти фали? Може некој така малку да те касне. И може вилицата, например, да му се закачи, да не му се тргне за ја. Голема работа. Битно на TikTok ќе видите први. Тоа е добар предизвик. Еве, јас ќе ви предложам уште некој. Земете тепалка за муви и додека се сексаат мајкави и таткови, со тепалката за муви на таткови по голиот глас. Тајн! Пробај си ја среќата, па што знаеш, шоке? Може ништо нема ни да биде, бајте. Какви родители има денес? Битно на TikTok први ќе видите. И ова е добар. Јавете се на шефот на мајкави и прашете го какви улошки користи жена му. Зашто сте на фришоп и има оригинални, па да ја купите, знаеш. Можеш и тоа да го направиш, токор. Или ова е добро. Јавете се кај баба ви и кажете дека комшиката перса умрела и дека треба да оди кај незината фамилија за да изрази сочувство. И истовремено јавете се кај комшиката перса и кажете дека баба ви починала и дека треба да оди да изрази сочувство. Немојте да изгасите слушалката. Него чекајте за да слушнете реакција кога ќе се видите во ходникот. Може и тоа да го сторите. Мислам дека најбезболно ќе проведете. Ма нема врска, бе. Ма не правете ништо од ова. Може и ништо од ова. Најдобар предизвик е да јадете цреши и кајси цел ден, да излезете на табла да решавате математика и да прдете со сета сила. И некој од вашите другари, идиоти, тоа да го снима со мобилен телефон. Белки тогаш ќе ви дојде памет. Кржвец број 3. Кај ти се скри? Срамота, бе. Што ти се скри, бе? Што има тебе да ти се скрие, бе? Срамота, бе. Па еднашка се кажува тоа, не 3 пати, бе. Срамота, бе. Некој пак си игра курташак со училиштата, македонските училишта. Пушта дојави за бомби. Абе, нек ни спијам, бе. Абе, ме будите, бе, да сивите спечалци. Спијам ја, и ми се јавува ќерка ми. У 8 часа, бе, ми вели, тато, не сум на училиште. Ја велам, како бе, ќерко, не си на училиште, да не те закаче некој, што се десило, знаеш, не, тато, се ворет, дојава за бомба, имало, па ја не сум. Многу беше среќна, мислев дека петка добила. Абе, срце ќе му ди, што ми правите така, бе? И сега некој ќе рече, копилаци си прават ќеф на курот. И се забават. Абе, така, или не, така што би рекол Стефче. Па и така, ама и не, така што би рекол Такислав Китрановиќ, мојата маленкост. Што ако од сите 100 дојави, една е точна и стварно некоја будала поставила некаква експлозивна направа во некое училиште? Што ако? Што ќе се деси? Абе, не е заебанци работа, бе. Абе, не се смее, бе. Абе, не се смее, бе, лабутни еден. Боздогани еден Охридски. Сега некој ќе рече, Такислав јади говна. 99% од луѓето така ќе речат. Од овие што ме гледаат. Тие дојави се политички ќе речат. Ги пушта опозицијата за да ја ремети власта. Која опозиција, бе? Ти си опозиција? Тројца без четворица се петојот има нема. Која опозиција, бе? Не ме зајабавајте, бе. Ма нема гуќе, бе. Немој да ме јебеш, што би рекол Кили. Не знаат кај ме гъс, кај ме глава, бе. Уште дојави за бомби ќе прават. Па и да прават. Што ќе рече народ? А, овие се неспособни. Ајде да гласаме за опозицијата на локални. Абе, курот на магарата што ќе рече Сашо Тасевски, бе.
Да си бете, веко да си бете. Прво, за опозицијата на локални нема да гласа ни ќорава баба, бе. Баба ти е ќорава. Не мислев така, бе, извини. Дај му маранче, бе. Не мислев така, извини. Ти го напишо? Па зашто го напишо кога знаеш дека баба му е ќорава? Ох, господи. На локални за опозицијава нема да гласа ни ќорава баба. Не па дојави за бомби да пуштаат. Таман да дојавува дека сме добиле пак датум за преговори со ЕУ, број 27, па пак нема да ги гласа народ, бе. Мутави ни едни. Тие се отпишани. Знаеш, као со гума, отпишани. Што би рекле Тихи и Прле и Пајо, па отпишани се. Па ако не е опозицијата, кој е? Ви текнува дека пред 2 недели полицијата уопси некоја група што спремала тероризам? А што ако се такви некој? Му теквит на некој? Па не му теквит. Кај што има една група, има и повеќе групови, што би рекол еден политичар, глупко точак, бе. Некој Шефчанец, бе. Па не знам од каде. Не е влав, бе. Глупко точак, реков. Господи. А што правиме тогаш? Мислам со групови, бе. Не со точакот. Отиде точакот. А и боле е да си глупко точак, него глупко ноќ. Така? Падна ноќ на двор. Па добро, снимаме ние. Ноќе, иначе нема дојави, само преку ден ги прават дојавите за бомби. Него да се вратам јас на дојавите. Што ако се сериозни? Што правиме тогаш? Веројатно ништо. Како и до сега, што би рекол еден Али Баба и 39 разбойници. Тој едниот му избега, разбойник. Можда и он ги пушта дојавите, ај чино, бе, како не ми текна, бе, ги дупио и од власта, има логика. Што би рекол Ване Кондораджијана. Крш вест број 4, а сега не е 3. Да не ќе кажеш дека под нешто ти се скри. Нема да не се скрие. Вест над вестите ова вест. УСАИД го финансирал Сорос, а овој ги финансирал шарените, а овие ги финансирале трансродовите и хомосексуалците. Бре, да го симат грешки од власт. Ова откривме Америка, откривме, еј. Не знаеш ли ти за ова? Прва слушай, стварно? Не му кажа ти, бе. Срамота, бе. Откривме Америка. Откривме топла вода у бојлер. Откривме купус у подворок, откривме говно у канализација. Ти се оди веќе? Па оди, бе. Што тука да не сум ти наставничка па да ме прашуваш? Ајде иди таму. Откритие на столетието е ова. Не, бе, ич не знаеме дека тоа се десило. Јак, глупости, немогуќе, велите. Кој финансирал? УСАИД го финансирал Суруш, да ни го бапне, за да може после Шилегов да гласа со 2 руки у собрание. За нова влада на СДС и ДОИ со 58 гласа. Снимено. На камера, се е тоа снимено. Не го измисли таки тоа. Шо бе, не веруваш? Па иди таму види, бе. На YouTube има, бе. 1000 фотографии постоја таму, бе. И камери и се тоа, бе. Глупсон, бе. Ма не причајте. Ма тој е неверојатно, за да може после заед за Мерцедесот што го возеа 7 години да го обвини Груевски. Па после овој у Гепек на авион да отиде до Маѓарска. Не пешки, бе. Ти ли кажа пешки, бе? Не пешки, бе, мутав. Какво брзо одење, бе? Тој е Артан, бе. Не Артан, бе, Артан, еј. Мутав. И толку да не се разбира о политика, бе. Па после владата да одобри 2 милиони евра за лубриканти и куртони. Пардон, кондоми, лапсус. Нормално, кога ќе те изебат на СУО и ќе ти сменат име, и идентитет, и презиме, и семе, и што не, после следува журка со кондоми. И лубриканти. Се да оди ко подмачкано. И сега самата Америка признава дека прво не бава на СУО, па потоа со кондоми малце, не го бапнава. Што имаме ние од тоа нивно признание? Некој ќе го врати името? Ти ќе го вратиш, бе? Сварно? Ќе го врати името. Се прегледал, бе? Не се прегледал. Не јаре, маце. Не јаре. Ќе ни врати курац, бе. Очи да избиеме со тој курац. Не да измиеме. Да избиеме, бе. Слушай, маце. Не слушай.
Кој го воли за усаите останати шарени кога се ни зедва? Кој го воли? Суриш може само да го конеме, ама него ич Стојко не го боли. Стојко, Стојче, седи бе. Не мисле за тебе, бе. Седи. Дајте му столче, бе. Седни, бе. Седни. Не мисле за тебе, не. Седна, добре. Абе, он е другар со ѓаволот. Така да он и сака дојде у пекол. Нема за него тоа страшна работа. Усаид не е, ба? И сега што? Едино, ако го јадеш шилеков малце од малце, душичката да ни дојде на место. Толкуцко, малце. Тоа беше се за денешните кржвести. И да се не видите. Следните кржвести ќе видат полоши. Кржвест на денот! Општа констатација е дека покрај коефициентот на интелигенција што е 81, дека покрај тоа и многу сте глупи. Зашто? Зашто е? Па прашај ги зашто е. Сега некој ќе рече дека како бе Такислав да ти ебам главата, ги навредуваш гледачите, правејќи ги глупи. Абе брат, јас не ги правам глупи бе. Не ги правам глупи. Они природно си се глупи. Да. Еве ќе ви докажам. Јас сакам да работам со докази, не оти вака. О, лелеле. Како не сте глупи кога трчате ко овој да модирате апликации за оние криптовалути и за пирамиди мислејќи дека некого ќе заебате. Кого ќе заебате, амор? Ај, да. Ќе заебеле они нешто, бе. Господи. А на крај вие останувате без парите, бе. Еј, Џони. И без... Ха-ха, ајде. Како не сте глупи кога верувате во секоја превара на Фейсбук и ги празнат картичките, нормално. Многу сте глупи, бац. Општа констатација е дека покрај коефициентот на интелигенција што ви е 81, дека покрај тоа и многу сте глупи. Абе, у денешно време кој дава нешто џабе или за 150 денари, бе? Кој дава? А? Кој? Баба на дера не му дава џабе, бе. Да си бе, веко, да си бе. Па 150 денари, бе. Господи. Познат ланец на продавници за бела техника има залиха од 100 фрижидери по 150 денари. По 150 денари. Кој ќе се јави прв? Значи 150 денари дава фрижидер кој ќе се јави прв. И вие како волој некој, прв одма тепај се на тоа телефонот стиска, па мисли сум од малце, бе. Шо ме гледаш така, бе? Мисли сум од малце, бе. Кој ти дава фрижидер за 150 денари, бе? Господи Боже. Аеродромот во Скопје доделува заборавени куфери само по 150 денари. Уште една 150. 100 телевизори поради техничка грешка се даваат за 200 денари парче. Телевизор некој ќе даде за 200 денари парче. Господи. ЈСП на сите што ќе уплатат 150 денари и ќе им овозможи цела година да се возат гратис. Ај, бре. Па ќе пропаѓа после. Абе не се будалете, бе, таму, бе. Познат македонски бренд има залиха од Nike патики за 100 денари парче. Бре, 100 денари парче, Господи Боже. Аучен гъс 2 кура јаде. Така и вие. Се залетувате ко дживџани на ориз, бе. Ве работат ко бавча у листиче. Глупи сте. Глупи сте ко точак. Као крушевски точак. Ајде, не, знаете вие. Ама не сте само глупи, бе. Туку сте и расипани, и јаучни, и дрчни. И се заедно. Гъзот ви е отворен само за лапање. Мајката. И оп, после го опнуете цел. Епа не бањат, баце. Само за лапање. Кажи ми, кој ве тера, баце, да отварате СМС? И, демек, ви стигнал СМС од такозвања пошта на Република Северна Македонија и сега демек вие треба да уплатите 150 денари на линкот подоле. Како би уплатиле вие 150 денари, така ќе ви стигнала некоја пратка, а вие таа пратка не сте порачале и вие морате да уплатите. И вие прости, глупи, аучни, газотока взина за пари и за било што само да се лапало, одма ќе уплатите 150 денари, уплаќате, чекате да ви стигне курот на магарето ќе ви стигне. Тоа ќе ви стигне. И после секој месец они од таа ваша сметка ќе ви црпат пари и ќе ви влечат пари. Уплатите вие пак 150 денари за да лапате. Абе, господи.
Или пензионери, бе. Пензионери што прават? Ви звонат дека некој ваш внук или син или ќерка згазил некој. Ај, пази, згазил некој. Ова е приказна ви прават. Згазил некој. И сега инспектор Ѓоков ви бара 3000 евра за синот да не оди во затвор. Не збори, бе. И вие што правите? Вие по тетки, по страни, по сегде ќе се јавите да побарате ако немате 3000 евра. Само не на внукот, на синот, на ќерката, за да прашате дали вистина бе ова, да се јавите. Вистина ли бе синова, стварно ли се изгазил? Дали е се во ред? Нема да никој се јавите, ќе му дадете на инспектор Ѓоко 3000 евра и оп, и после паметни ли сте, вај кажи ми ти? А? Паметни се? Господи. Или на пример, собирате пари за операција и му ги давате податоците на секоја будала што ќе се јави дека ќе собира за вас пари. Да. И ќе ви собере сите пари. Сите пари ќе ви ги собере. Вие сликате својата лична карта, трансакцијата, се ќе му дадете. И после лапај го стапот. Лапај го. Полека малку, Не давајте лична карта на никого, матичен број. Одат и подигат кредити на ваше име, Паметни, на ваше име, Ова е можеби најлошата вест денеска. Но морав да ви сплескам маце. Бинг, морав маце. И уште ќе ја плескам. Чекај. Ми јавуваат од режија дека не гледале Марсовци. Абе не се Марсовци, тоа се нашата публика, бе. Марсовци не гледале, господи Боже. Кршвест број 2. А вели двака. Директорката на болницата за црнодробни заболувања, мислејќи дека е од познатата сплитска фамилија Муда Марјанови, им забрани на новинарите да го ставаат името во уста. Велит. Ај, во уста, а и на хартија, значи да не се пишува за не сме. Поглуп потез, најавен именуван функционер немало со децении, велит. Кој го пишува? Тија? Мора на те пофама, сега сте добри, сте ја завршиле работа. Да. Кој фату да го мери со јавноста? Срамота, бе. Што да мери, бе? Не се смеј таму, бе. Господи, бе. Кој фату вели да го мери со јавноста, може да го папа дебело. Значи, цацко, дебело. На пример, како што го папаше и Тамара. Кога ја сгреши химната, бе, химната. То намерно ја сгреши химната. Пардон, не намерно. Лапсус, не намерно. И кога јавност го направи животот пехол. Тоа ти исто како да се закануваш дека со гол грст ќе влезеш во порнофилм и ќе им се куршиш таму. На оние што снимаат порнофилм од Уганда, 4-5 дечки. Исто ти е тоа така. Каде бе директорке, бе, не ме ставајте во уста, бе. Во нешто, да не те ставаме во уста, Господи, леле, се посравме. Што ќе ни направиш, бе? Ќе не тужиш? Бојрам! Па новинари не, ќе те расклопат ко дете двечка, бе. Така, исто ко Заев што го расклопи специјално јавно обвинителство. Парче по парче, ќе ти онадат мајче. Да. Абе не трајче, бе. Сус! Парче по парче, реков, ќе ти онадат мајче. Оди куј бурек. Кој да не те става во уста, ама? Портали регистрирани во Занзибар да не те стават во уста? Или во Русија? Тие? Што те гледам, смешна чуна. Ќе те отворат ко книга, бе. И кој број гати носиш, и цела фамилија, кој каде работи, колку фактури си подпишува, кај отишле парите, со колку си била намочен. Намочање, да. Куќето по кој кафиќи ти излево, се ќе се дознае. Ако сакаат новинари, се ќе се дознае. Игротека со јавност нема. Дури некогаш е страшно што им се случува на некои јавни личности или помалку јавни, кои по грешка ќе се најдат на ударот на интернетот. А не вака како тебе грлом у јагоде. Господи Боже, Господи. Ама имаш късмет, те спаси таравари и тоа за без пари у 5 за 12. Да, те смени човекот, те смени. Да му купиш машна и кондори, затоа што ќе ти отидоа парите по психијатри и диазепами. Вака куртули ќути. Курчење многу на јавност не бива бац. Изгледа не ти беа објаснале дека не е 1985-та, него е 2025 година. Толку, касниш 40 години. Кршвест број 3. Си знаеш ти кај ми се скри. Не знаеш. Не ти бе.
Абе не ти бе, боздога ни е. Туку мобилниот телефон. Во претрес на притворското оделение во Шутка пронајдени 70 мобилни телефони. Иако тие се забранети за поседување од притворениците, но сепак се пронајдени. Како? Не го спозна. А што сакавте бе вие да најдете таму во Шутка, во притворско оделение? Да не сакате да најдете лектири за 7 оделение? Или можеби машина за правење кровни? Или кинопроектор со збирки и филмови со Чак Норис? Уа! Тоа беше Брусли, овој беше појак. Се постава прашањето дали се фрлени преку ограда или пак чуварите ги внеле. Прашаник. Ако ги фрле преку ограда, се постава прашањето кој ги фаќа од внатрешната страна. Затоа што ако фукнат на бетонон, по долгото летање ќе имало делови за мобилни телефони, а не мобилни телефони. Или имаат притворено некој бейсбол фаќач да ги фаќа телефоните внатре во кругот на затворот под услов никој да не го види. И ни еден мобилен да не падне. Веројатно му имаат прошверцувано и бейсбол ракавица. Од тие поскупите. И летаат iPhone, Samsung, Huawei и така дале. А пак овие чувариве, кога ги шверцуваат внатре, ги шверцуваат онака ноншалантно. Например, во кутија со гуравии. Со тулумби не може, пошто ќе биде телефонот целу шербет. Или пак на некое друго скришно место, да не ги видат колегите. Например, од филмови сме гледале дека најсигурно е мобилни да се шверцуваат во анусот. Ама анусот е згоден за оние стари Nokia 3310, што се знаеш, така? Како што имаше еден наш политичар, сега води набујта iPhone во газот да те видам. Можда може ако си чуварка. Па онака вертикално. Хоризонтално газот ќе ти стане ружа. Ружо, ај направи едно чајче ако сакаш. За трајче, чајче, да. Ама што те е гајле, бе? Па у затвор на скоро сите име коружа. Во секој случај пронајдени се 70 мобилни телефони. Веројатно исто толку поначи, исто толку слушалки за да печатокот биде потполн. Искрено баш би сакал да видам кој ќе ги купи кога ќе одат на аукција од агенцијата за запленет имот. Ало, идемо мобилни телефони, још раде, а ко зна где су биле? Кржвест број 4. И пак да се вратиме на парите и колку сте глупи. Нема бе. Абе, ги бойкотиравте маркетите. Цените биле високи, така? Животот бил скап. Се навлековте ко кондом на омладинес, бе. Сума сумарум маркетите завртеле минатата година околу 150 милиони евра. Што на некого може му се чини и многу. Значи, ако се рачунаат и приватните гранапи и други подпремштини како граѓани на Северна Вукојебина сте оставиле 200 милиони евра кај маркетите. И лути сте. Незадоволни, протестирате и бойкотирате, скапо било. Добро, да речеме дека е така. Абе, курлиња, зошто не ги бойкотиравте банките? Кои во изминатата година имале заработка околу 400 милиони евра. 400 милиони евра. Да, добро слушнавте. 400 милиони евра. Од камати и провизии лапнале 400 милиони ваши факинг евра. И немате ништо од тоа, така? Немате. Од маркетите барем сте јаделе, сте пиеле, сте прале, банки не бойкотирате. Не. Нема потреба. А? Бойкотирате? Па не ја бойкотирате, А казина бойкотирате ли? Не ја бойкотирате. Лани македонските глупи граѓани во казината официјални. Се мисли фирми регистрирани во Македонија оставиле фантастични 400 милиони евра. Не сме чуле дека некој бойкотира казина. Не. Идемо дајле. А извршителите колку пари ви зеле, знаете? Па јас знам. Само минатата година 200 милиони евра. Малце се. Да. Добро, дел од парите се прекупува со банките. Но, ајде да речеме пола. 100 милиони. Кога ќе ги бойкотирате извршителите? Бацки. А брзите кредити, колку пари ви земале, знаете? 120 милиони евра цирка ситница. Значи, другари, за банки, казина, извршители и брзи кредити минатата година сте дале 1,2 милиарди евра. А ги бойкотирате маркетите за 150 милиони. Да ви ги читам кафаните и колку пари сте оставиле во Грција. Ајде, тоа ќе оставам за други вести. Јебо вас бойкот.
А оние 25 милиони евра што ви ги лапна пирамидалните апликации, ич да не ви ги рачунам. Бора пеше како е лепо бити глуп, македонски глуп. Јај сега, у курац, тоа беше се во овие кржвести, следните кржвести ќе видат уште полоши. Ајде курац.